Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој објави јавен повик за доставување барања за исплата на средства од програмата за финансиска подршка од мерката 1.3 помош за маркетинг на земјоделските производи и преработени земјоделски производи. Се работи за јавен повик со кој се обезбедуваат субвенции на трошоците за амбалажа на преработените земјоделски производи, односно за извоз на домашно произведен ориз. Висината на поддршката изнесува 2,5 денари по пакување во најлонска амбалажа до 500 грама, 5 денари по пакување во најлонска амбалажа до 1 килограм и 10 денари за пакување во хартиена амбалажа до 1 килограм, односно по пакување во најлонска амбалажа од 3 до 5 килограми. Корисници на оваа финансиска поддршка можат да бидат правните лица кои се регистрирани за вршење откуп на ориз согласно Законот за земјоделство и рурален развој. Крајниот рок за доставување на барањата за исплата на субвенциите е до 15 август, за извоз направен во периодот од 1 јануари до 30 јуни оваа година. Општина Зрновци го реализираше проектот за поставување нова сообраќајна сигнализација и изменет режим на сообраќајот во општинскиот центар. На улицата Генерал Апостолски во Зрновци инсталирани се сверни сообраќајни огледала на 5 најкритични места. Исто така поставени се и регулатори на брзината на движење, како и сообраќајни знаци согласно режимот на сообраќај. Општината Зрновци, иако е најмала во регионот, има зголемен број посетители, особено во текот на летниот период, а посебно е атрактивна со уреденоста, природната свежина и угостителските локали покрај реката Зрновка. Паркот и плоштадот во вечерните часови се полни со млади и повозрасни, а голем број пешаци се движат по улиците и тротоарите покрај самиот кеј на реката. За поголема безбедност и избегнување немили настани предизвикани од моторните возила, воспоставен е сообраќаен режим на улицата Генерал Апостолски, која што се протега од плоштадот Свети Димитрија до мостот кај Соколаната. Согласно сообраќајниот проект, позитивното мислење од секторот за внатрешни работи и решението на градоначалникот, оваа улица во текот на летниот распуст, односно во месеците јуни, јули и август, во периодот од 17 до 5 часот наутро, ќе биде затворена за сообраќај за моторни возила. Од општина Зрновци упатуваат апел за почитување на режимот за сообраќај и сите заедно да придонесат за зголемување на безбедноста. На 6 август напладне ќе се одржи традиционалната иселеничка средба кај манастирот Свети Спас во селото Драгобраште. Советот на Сдруженијето Камен мост и општина Виница се покровители на настанот што годинава ќе се одржи по 6-ти пат. Присутните на средбата ќе ги забавуваат Ирена Спасовска и групата Хармонија, а програмата ќе биде збогатена со настап на културно-уметничкото друштво Китка од Истибања. Организатор на настанот е Сдруженијето Камен мост на македонците во Италија. Истиот ден иселеничка средба ќе се одржи во селото Видовиште во местноста на Магила. Организатори се иселениците од Видовиште, а почетокот е закажан за во 11 часот. Присутните ќе ги забавува естрадниот уметник Јордан Митев. На патеката кон туристичкиот центар Пониква во неделата се одржа меѓународната авторели трка што се бодува за шампионатот на Централно-европската зона на Светската автомобилистичка федерација, како и за домашниот шампионат за ридско-брзински надпревари. Организатор на трката беше Автомобилистичката федерација на Македонија со техничка поддршка од автоклубот Перформанс од Скопје и од Сдруженијето на возачите од Кочани. На надпреварот учествуваат 30 домашни, како и возачи од Србија, Црнагора, Словенија, Босна и Херцеговина, Косово и Полска. Тие возеа на патеката долга 5 км и 300 метри, од локацијата над градската депонија до рамнината на регионалниот пат кон Пониква, пред шумската куќичка. Во бодувањето за Централно-европската зона на Светската автомобилистичка федерација, во групата 1 победи дебитантот на трката Армин Мујкановиќ од Босна и Херцеговина, кој возеше со лиценца на Сплитски автоклуб од Хрватска. Во групата 2 правопласиран беше Грегор Ждуда од Полска, кој веќе 10 години е редовен учесник на ридско-брзинскиот надпревар во Кочани. Во групата 3 патеката најбрзо ја извози гостинот од Словенија Анже Довјак од автомото друштвото Горица,
Додека во групата 4 на првото место се пласираше Ванчо Мизовски од автоклубот Перформанс. Меѓу возачите во групата 5 првопласиран беше Филип Кунчер од Црнагора, а во категоријата 2 најбрз беше Гентјан Шакири од Албанија, кој возеше автомобил Формула 3. Кај бодувањето за домашниот шампионат се возеа две трки. Во првото, во класата Е1 1200, првото место му припадна на Игор Наумовски од автоклубот Фичо, додека во класата Е1 1400 најбрз беше Ѓорги Наков од автоклубот Перформанс. Најдобар во класата Е1 1600 беше искусниот Орхан Амет од автоклубот Перформанс, а во класата Е1 2000 имаше силна конкуренција и мала разлика во резултатите. Првото место му припадна на кочанецот Дејан Манасиев, кој вози за автоклубот Проспорт од Скопје. Добар резултат, една секунда поспоро време од тоа најдоброто време кој го имам на оваа стаза. Меѓутоа се погоди да конкуренција немаше како претходните трки. Стигнав во првата трка на првото место, која ми е прва победа воопшто. И ја посветувам на мојот син. И за втората трка веќе немаше простор да се вози нешто под тоа, бидејќи веќе прешешки беа и гумите, и стари гуми, и тоа беше, мислам дека максимумот што можеше да се изведе од возилото сега моментално. Сега не се задоволен. Веројатно ќе возим уште една трка надвор од Македонија во ЦЕС шампионатот, меѓутоа морам право да работам на возилото. Ако успееме да го средиме на време, ќе настапиме на уште една надвор и ќе чекаме втората трка од македонскиот шампионат исто овде на Пониква. Во втората трка во класата Е1 1200 беа постигнати истите резултати како и во првото возење. Односно, првото и второто место го освоија возачите на автоклубот Фичо, Игор Наумовски и Стефан Силјановски. Во класата Е1 1400 повторно најбрз беше Ѓорги Наков, а во повисоката класа Е1 1600 првопласиран беше Душко Јанакиевски. Во силната класа Е1 2000 дојде до промена во пласманот, односно прв беше Александар Ангелевски, а Дејан Манасиев се пласираше на третото место. Во категоријата Е1 над 2000 првото место повторно го освои Владко Костовски. Во клубска конкуренција и во двете возења за домашниот шампионат имаше идентични резултати. Првото место го освои автоклубот Перформанс пред Проспорт и третопласираниот автоклуб Фичо. Поради проблеми со возилата, 5 возачи не обезбедија пласман во домашниот шампионат, а во бодувањето за централно европската зона, еден возач од Косово излета од патеката, го оштети возилото и не ја заврши трката. Вториот ридско-брзински натпревар на Пониква е закажан за септември. Во рамки на подготовките за надпреварите во првенството на втората фудбалска лига, во неделата Осогово го одигра првиот контролен надпревар. Жетварите на гостувањето во Македонска Каменица загубија од Саса со 2:3. Во првото полувреме домакините постигнаа само еден гол, а стрелец беше Стојов. Во овој дел од надпреварот кочанчани не упатија ниту еден шут кон голот. На почетокот од второто полувреме домакините го зголемија водството, а стрелец на погодокот беше Симевски. Набрагу жетварите намалија преку Манов, за неколку минути подоцна домакините и по трет пат да ја погодат мрежата на гостите од Кочани. Стрелецот пенел беше Симевски. Конечниот резултат од 3:2 го постави Илиевски од екипата на Осогово. Првиот контролен надпревар беше можност новиот шеф на стручниот штаб на жолто-сините, Добринко Илиевски и неговиот помошник Горан Гоцевски да ја проверат подготвеноста на играчите. Традиционалните линденски спортски игри, чиј организатор е општина Чешиново Облешево, годинава се одржуваат по 51 пат, а продолжија викендов со одигрување на 2 надпревара од разигрувањето по групи на фудбалскиот турнир. Во саботата на теренот во Чешиново се сретнаа екипите на Теранци и Пантелеј, а многу подобра игра прикажаа фудбалерите од Пантелеј кои ја постигнаа и втората победа со резултат од 1:0. Во неделата играа Чешиново и Жиганци, а играчите од Жиганци ги совладаа своите противници со убедлив резултат од 3:0. Надпреварите од разигрувањето завршуваат в среда,
која ќе се одиграат последните два надпревари меѓу Соколарци и Теранци од 17 и Чешиново и Чифлик од 19 часот. Во деновите од престојниот викенд ќе се играат полуфиналните надпревари, а финалето е закажано за среда на празникот Илинден со почеток од 17 часот. Во тек се 10-тите поред илинденски спортски игри во Зрновци. Во петокот први ги одмерија силите екипите на Прибачево и Булевар, а резултатот беше 1:9. Веднаш по нив се сретнаа екипите на Зрновци и Илиев со резултатот 2:3 за екипата на Илиев. На третиот ден од турнирот во мал фудбал играа и екипите на Жани и Фабијан и беше постигнат истиот резултат и победи екипата на Фабијан. Во саботата Ривер Плата го совлада Соколарци со резултатот 3:0. Еден час подоцна се сретнаа Оризари и Булевар, а Оризарци славеа со резултатот 4:0. Во саботата во рамките на турнирот играа Прибачево и Зрновци и овој пат беше подобра екипата на Зрновци со резултатот 3:4. Неделата беше слободен ден, а финалето од турнирот е закажано за 31 јули со почеток од 20 часот.